Фала на Бога за ова сабота, браќи и сестри, за ова време, што може да бидеме заедно повторно во рамките на вториот дел. Се надам дека гласот ќе ми послужи, но го молам Бога и пораката да стаса до нашите срца. Ке зборуваме за совест. И порано сме зборувале, и вие сте проповедале за мирната совест. Ке видиме што е тоа совест, колку врсти на совест постојат, што значи вознемирена совест, каде ја лоцираме совеста кај човекот? Главата. Што е тоа совест? Како можеме да го дефинираме тој збор? Еве неколку мисли за совеста, што некој е рекол. Најголемиот мачител на душата е оптоварена совест. Оптоварената совест држи повеќе луѓе будни отколку кафето. Знаете, има луѓе кои пијат кафе за да бидат будни. Ништо не му носи толку многу радост, мир и задоволство на човекот како мирна совест. И најдобрата перница е чистата совест. Дали ви се случило некогаш, мене ми се случило, одите во продавница и на каса ви вратат повеќе пари. Да. Значи, се враќате дома, мене у банка ми исплатија повеќе пари, ситно нешто и ми се јавува таа службеничката, така вознемирена. Ја не ни приметив. Вознемирена, господине вели, моја грешка е, дали ќе дојдете? И јас отидов и изравневме работата. Значи, одете на каса, има луѓе кои не ги враќат, сум слушнал. Но, не знам каква им е совест. За тоа време, за тие денови, додека можеби ете продавачката сгрешила. Значи, ова што не ви дава мир, се нарекува совест. Или пак, на некого му сте кажали лош збор. И вознемирени сте дома, не може да спиете, тоа е совест. Значи, додека не му звонеш, извини брат, извини сестро, извини комши или било со кого, може би ете нешто сте кажале, што не било добро. Совеста, браќи и сестри, може да кажеме еден од најголемите дарови што Господ му ги дал на човекот. Значи, Господ ја дал таа совест да му биде мирна. Денеска во овој свет кој исполнет со грижи, неправди, може да кажеме стравови, мирната совест е како оаза во пустињата. Извор на права, може да кажеме, на прав духовен мир во животот на човекот. Совеста може да кажеме како алармно звонче. И добро што Бог го всадил тоа во нас. Да од време на време тоа звонче да проработи. Бидејќи ако не е тоа звонче, денеска, например, таму во Украина, во Русија, или кај што имало војни, на војниците им дават опиум, односно дрога, за да отапат нивните чувства, за да не убиват. Затоа што човек со мирна совест, со чиста совест не може да убие друга личност. Ајде да читаме во Библијата текстот од апостол Павле, вака вели: поради тоа што делото на законот е напишано во нивните срца, да затоа се управуваат според законот. И гледате Павле што вели: бидејќи нивната совест им сведочи за тоа и нивните мисли помеѓу себе се обвинуваат и оправдуваат. Наистина, меѓу незнавостите во времето на апостол Павле, браќи и сестри, може да кажеме дека совеста била таа што ги водела или кон добро, или кон лошо. Совеста во човекот не е некој посебен орган, како што е, например, мозокот, срцето, бубрегот и така натаму. Значи, не може да кажеме дека совеста е тоа. Ќе го извадиме и ќе ставиме друг орган. Кога велиме тој човек нема совест, на што мислиме? Кога велиме таа личност нема совест, мислиме дека тој нема чувство за оно што е добро или лошо. Има совест. Не можеме ние да искорениме совест од нас, но може да биде затапена од алкохол,
од недобри работи, ние после ќе видиме како може да прочистиме совест. Зашто животот е таков грешен и може да ја затапи нашата совест. Рековме, совеста е компас, како компас, што ја покажува насоката која ќе се изгубиме. Кога бевме во војска, не учија дека треба да имаме компас. И компасот ни укажува каде е која страна. Север. Ако знаеш каде е север, југ е таму, неле? Ако знаеш каде е север, лесно ќе се ориентираш ако се изгубиш во планина како војник и така натаму. Во книгата Ум, карактер, личност, ја имате така, ајде да прочитаме цитат кој Елена Вајт го кажува следново. И овде сум подвлекол со црвено некои реченици. Окото е светилка на телото. Зато ако твоето око е здраво, целото твое око ќе биде во светлина. Сосема нормално. Човек кој не гледа, кој од раѓање слеп, за него е се темно. Тој не знае дека постојат разни бои. Тој не знае дека постои светлост. И сега вели, окото е светилка на телото. Еве го низиниот коментар во овој текст. Елена вели, овие зборови од Матеј имаат прво и второ значење. Буквално и символично. Тие се полни со вистина врска со духовното око. Гледате колко е важно, совеста се нарекува, Елена Вајт ја нарекува духовно око. Совеста со чија помош разликуваме што е добро, а што е зло. Ако окото на душата, тој совеста е совршено здрава, душата ќе биде правилно поучена. Сега може да збориме овде долго какво е нашето духовно око. Не мислим ове физичките. Сите носиме наочари. Кој е 1,5, кој е 2,5, кој е ова или ова диоптрија. Дали то духовно око, браќи и сестри, ни помага да разликуваме што е добро, што е зло. Зато многу луѓе не разликуваат што е добро, се ми исто. Слава да си прославиме. Вчера беше кој празник? Да, еден од најголемите. Сите се најголеми кај нив. Меѓутоа, ке си го прослават и ништо. Зошто? Окото нивно е слепо, духовното око. Се држат за традиција, наместо да копаат, да проучуваат, да истражуваат. Во ред, Архангел еден моќен ангел, знаеме кој е тој, Исус Христос, така? Меѓутоа, дали окото духовно на луѓето е отворено? Дали совеста ни помага да разликуваме што е добро, а што е зло? Ако то око на душата, и зато да не нервира некој или некоја, кога не им зборуваме, пењаќе на устата ќе ни се фати, да им објасниме што вели Библијата, тие така те гледат. Па те гледат зашто окото им е слепо. Како не некој човек слеп кој е, да му објаснуваш колку е убаво цвеќето, какви бои има. Тој не гледа, тој не може тоа да го разбере. Можеме ли сега, браќи и сестри, целосно да се подпреме на нашата совест, како сигурен водич низ нашиот живот? Можеме или не можеме? Одговорот е и да и не. Се зависи со какви работи го напојуваме тоа наше духовно око. Како е можно совеста на некои луѓе да им дозволува да прават лоши работи, а на други не? Ако е окото, нели рековме, компас. Да би совеста правилно да се развива, потребно да читаме Библија. Зато ние адвентистите многу, можеби, сме досадни на луѓето кои им велиме читајте Библија. Читајте Библија, зашто само Библијата може да го изостри нашето духовно око. Ако читаме романи, ако читаме книги кои не се од духовен аспект, секако има место и такви книги да прочитаме, меѓутоа, преку тие книги не може нашата совест толку да се изостри, да разпознаваме што е добро, а што е зло. Затоа Библијата е фундамент. Значи, Библијата е таа основа која треба да ја читаме, да ја проучуваме. Секако ние како христијани адвентисти имаме и други книги. Затоа читаме, неле, книги од Елена Вајт, Големата борба, Патриарси, пророци, цареви, копнежот и така натаму, зашто преку тие книги уште подлабоко навлегуваме во сршта на Светото писмо. Еве што вели царот Давид, Псалам 119-130.
Објавувањето на твоите зборови го просветува нивниот разум или ум, или совест. Гледате, колку Библијата, браќи и сестри, го расветлува нашиот ум. Му помага да се бистри. Знаете, еден нож кој е зареген, да го очистите, а немате пила, што ќе направите? Простачки, најпросто речено. Земја, ударите го 20-30 пати и ќе се прочисти тој нож. Значи, нашата совест, за да се прочисти, треба да ја проучуваме Библијата. Совеста е како компјутер. Какви информации? Овој компјутер ништо нема. Кога ќе го купите? Се полни со програма, а и потоа со информации. Се поврзува со некој датотека на Google таму и оттаму црпи информации. Пова сега вештачката интелигенција што е? Па црпи информации од некаде. Значи, поврзана е со кој зна колку такви фолдери и оттаму црпи информација. Ако на вештачка интелигенција го напишете моето име, јас сум пробал, ќе ви даде неколку томе трајкови. Од Велес има некој писател, но ќе го исфрли моето име. Пастор и така натаму, што било во минатото, тоа е забележено некаде и тој или таа интелигенција од таму црпи информации. Со какви информации го полнеме нашиот ум? Совеста мора да дојде во хармонија со Божјиот збор. Во спротивно може да не одведе на погрешен пат. Затоа ние на крајот ќе читаме дека не смееме да ја притискаме совеста на другиот, на третиот. Секој има своја совест и треба да одлучи. Но ако некој тргнал на лош пат, а ние го гледаме, ја гледаме дупката таму и не му кажуваме, и ние сме соучесници ако тој падне. Наше е да му кажеме, а дали тој ќе прифати е негова работа. Значи, читаме Библија, духовна литература, и тоа ќе ни помогне да се просветли нашата совест, за да знае точно што е добро, а што е зло. Павле вели понатаму у Филипјаните 1:9-11: и се молам вашата љубов се повеќе и повеќе да изобилува преку, гледайте сега, подреченото, познавањето, разбирањето, разликувањето што е добро или лошо. Да бидете чисти и безпрекорни во денот на Христа. За да бидеме чисти и подготвени во денот кога Исус ќе се појави од исток, потребно е да имаме познавање. Не мора се да бидеме теолози, не мора се да бидеме доктори по теологија, не мора се да бидеме ова или она. Она што е основното. Знаете, кога во Албанија падна комунизмот, тоа беше пред колку 30 кусор години, имаше извештај кај нас овде. Кога дошли мисионери од запад, ајде да кажем од исток, не е битно од каде, и нашла една сестра, јас заборев како се вика, која се собирала дарови 50 години за време на комунизмот на Енвер Хоџа. Читала Библијата дека сабота е 7 ден. Читала Библија дека треба дар да се одвојува. И таа си одвојувала. Вермините се менувале, парите се менувале како кањас во Југославија, неле? 1 динар, друг динар, инфлација и така натаму. Таа имала цела кутија со пари собрани. Тие се за Бога. Иако веќе изгубиле вредност. Меѓутоа, таа така разбрала. И кога браќата ја прифатиле и објасниле, таа била радосна дека не е сама единствена на светот кој празнува сабот. Знаете, до тогаш не можеше да се влезе во Албанија во име на Бога, да се проповеде Евангелијата. Таа имала толку познавање. Но Исус да дошол во тоа време, таа би била спасена. Зошто? Бог ќе не спаси според познавањето кое го имаме и разбирањето во тој миг кога Исус ќе се појави. Но денеска нити еден од нас не може да кажеме не сум знаел. Кога тука седеме со години, со децении и опште светот, луѓето околу нас кога им проповедаме. И затоа ние велеме зошто Исус не дошол. Исус сака секоја личност да биде известена. А дали ќе прифати, тоа секој за себе одлучува. За да разликуваме, вели, што е добро. Ако не нашата совест, ние неки може да разликуваме што е добро или лошо. Да бидеме чисти, како овде што вели, безпрекорни во денот на Христа. И сега да име чекор понатаму, разни видови на совест. Ке спомнам неколку на брзина. Прво, зла совест.
За таа зла совест зборува апостол Павле и вели во Евреите 10:22. Тогаш да пристапиме со искрено срце, во полна вера, откако ги очистиме срцата од лукавата, од лукава зла совест, со попрскување и откако го измиеме телото со чиста вода. Што може да ја направи зла нашата совест? Секако тоа е гревот. Гревот е поред нас. Тоа го оскрнува нашето тело, но и нашиот ум. Злиот ум создава зла совест. Злата совест е мртва за добро и жива за лоши работи. Ќе повторам. Злата совест е мртва за доброто, а жива за лошите работи. Совеста станува зла кога дозволуваме гревот да ја затапи нашата совест за оно што е добро. Меѓутоа, долгото останување во таква состојба, грешна да кажеме, ја затапува нашата совест за оно што е добро. Пороците ја затапуваат и совест. Еве, еден пример што сакам во овој контекст, ќе кажем неколку примери, само со цел да ни помогне што значи кога совеста ќе затапи. Еден човек живел на фарма, имал куче, кучињата се љубимци на многу луѓе, верни пријатели, чувари и така натаму. Тоа куче често пати, кој ќе дојде некој на фарма, на улица, знаа да залае и да го предупреди домакинот дека некој се приближува до фармата. Може би краци и слично. Една вечер домакинот се отишол порано на спиење, бидејќи бил доста уморен. Си легнал, тврдо заспал. Но некаде на полнок слуша лавеш, слуша како кучето лае. Се облекол, излегол да види, нема ништо. Му рекол Шарко мирен и си отишол повторно во кревет. Но кучето после неколку минути повторно продолжило да завива, не да лае, да завива. А кога кучето завива, укажува на нешто опасно. Меѓутоа, тој видел, нема ништо, таму е плевната, тука е куќата кај што спиел, се на фармата во ред. Повторно легнал. Кучето повторно се погласно лаело. Повторно станал собственикот, изнервиран, не можел повеќе да го издржи тоа завивање на кучето, го извадил пиштолот и го убил кучето. И легнал назад мирно да спие. Но некаде во 2 часот на полнок се појавил пожар во соседната просторија. Пожарот веќе бил таму, меѓутоа во мали размери, да кажеме, во мал обим. Пожарот бил во шталата, се проширил во куќата и таа ног собственикот изгорел заедно со куќата. Така работат многу луѓе. Ќе убијат својата совест. Во овој момент, кој бил совестен на фармерот? Кучето. Таа ги опоменува, совеста не опоменува, но ние убиваме совеста. Тој внатрешен глас кој вели не е добро, не е добро. Глас што ми посакува на мене добро, со постојан, да бидам постојан. Сеќавам, ајде да прочитаме второто. Оскврната совест. Павле вели во Тит 1:15. За чистите се е чисто, а за оскврнетите и неверните нема ништо чисто. Ним им се оскврнети и умот и совест. Ете сега Павле прави нека разлика. Ум и совест. Не знам дали може да и поделиме, но во ред го прифаќаме Павле, како тој во тоа време, во свое време, го разбрал овој поим ум и совест. Интересно, Павле вели, ним им се оскврнети и умот и совеста. Пред да продолжиме, се сетив из оној друг пример, на една наша евангелизација, знаете, доаѓаат и тука, пријатели доаѓаат многу.
Примите во една црква кај што држав предавања, еден пријател доаѓаше редовно, но на последното не дојде. Кај што треба се подела книги, кај што треба можеби да се повикат на одлука и така натаму, тој не дојде. После се сретнав и велам, пријатели, зошто те нема в црква? Знаете што рече тој? Вака ми одговори. Не доаѓам за да не ме мачи совеста повеќе. Што тоа значи? За да не го вознемирува вистината што ја слушал, за да не ме вознемирува. Многу луѓе не сакат Библија, вели не, тоа е за да не ме вознемирува совеста, да не ме вознемирува Библијата. И затоа многу луѓе ја отфрлаат. Тој бегал од вистината, мислам на оној човек што доаѓал на евангелизација. Бегал од вистината да не го вознемирува таа вистина. Многумина го права тоа, браќи и сестри, да не доаѓат на црковни служби, за да не ја слушнат вистината. И одеме сега на ова второто, значи оскврнета совест. Гревот што расте во умот ја оскрнува совест. И разумот може да се очисти, но може повторно да се оскврне. Кај нас не постои верување еднаш спасен за секојаш спасен. Може да бидеме тука 50 години, 60 години, но што велат луѓето? Крајот го краси делото. Значи, се она што влие негативно на нас може да ја оскврне, значи може да ја оскврне нашата совест. Тогаш кога сме оскврнети во совеста, не може така лесно да правиме разлика помеѓу доброто и лошото. Дури во самата црква ако сме. И затоа Божја волја да ја зачуваме чистата совест, нашата чиста совест. Значи, кога совеста се, може да кажеме, заглушува? Кога? Совеста, знаете, не умира одеднаш. Тој процес постепено и на крајот тој хула на Светиот Дух. Наше верување дека хула не е првиот грев, ни 10-тиот, ни 20-тиот, ни 50-тиот грев. Што е хула? 51-тиот, кој ќе сгрешиш, а затоа совеста не те вознемирува. Знаете, оној пример што кажуваме, замислите ова просторија и почнаваме двајца мајстори, ти си таму, јас сум овде и зидаме зид. Првата цигла не е хула на Светиот Дух. Ни 55-та не е. Може би во ќошот таму уште една цигла треба да додадеме. Се уште не е хула. Кога ќе додадеме последната цигла на ќошот, кога зидот ќе се направи скроз, тоа е хула. Кога Духот ќе ти зборува, Петре, Јанко, Томе, не е добро тоа. А ние велиме, добро Господе, добро Господе. И на крајот кога ќе ја стане последната цигла на ќошот таму, не слушаме глас. И тоа е веќе кога ние на крајот престануваме да слушаме совест. Совеста се гуши постепено. Ајде да го споменеме Јуда, браќи и сестри. Јуда. Значи, кога совеста се заглушува? Постепено. Еве го Јуда. Слика стави само визуелно да ни помогне. Совеста, ако читате во Копнежот, често го предупредувала Јуда дека тоа не е добро што размислува. Дека тој пат по кој тргнал не е добар. Но кога срцето му се исполнило со алчност, тој го предал Исуса за колку сребреник? 30, да. Дури потоа, кога планот му се изјаловил, кога го видел Исуса во синџири или врзан би рекол, тој мислел дека Исус правил толку чуда, тој читал и за Самсона, дека лесно ги кинал тие јажиња, а што е за Исус? Бог во човечко тело, парите ќе бидат во каса, Исус на слобода и се ќе биде добро. Но кога видел дека планот не му оди како што тој го замислил, тој оди и ги враќа парите. Ајде да го читаме текстот. Вака вели Матеј. Тогаш Јуда што го предаде, кога виде дека е он осуден, се покаја. Зошто Господ не го спасил? Кога се покајал. Меѓутоа, ако одеме во оригиналот, во грчкиот јазик, тој вели се раскаја, а не се покаја. Кај нас е преведено буквално, бидејќи има разни преведувачи, се покаја и ги врати 30 сребреници. На првосвештениците и старешините велејќи им, сгрешив, ете се покајал, сгрешив. Оти предадов невина крв.
А те им одговори. Што му кажале? Баш ние гајле. Што ни е грижа нам за тоа? Ти му мисли. И како ги фрли сребрениците во храмот, излезе и отиде да се обеси. Браќи и сестри, совеста може да биде заглушена, но не и целосно уништена. Сега не го стави примерот со Петар, ама да ве подсетам само успат. И тој сгрешил, и тој се покајал, ги скинал дури алишата своји. И Бог му простил. Значи, кај него затапела совест, но, рековме, не била уништена. И кај Јуда не била целосно уништена, но пишува, мислам, во Евреите, за Исава, вели, за доцнетото покаяние не вреди. Дали се Исав покајал, што го продал првенството на Јакова за колку? За еден танир чорба од леќа. Дали му вредило покајанието? Не вредило, благословот отишол кај Јакова. Браќи и сестри, таа секогаш сведочи совеста, дури кога човекот не сака да ја слуша. Одиме на третата точка, слаба совест. Гледате, постои слаба совест. Павле вели, но во секого нема знаење. Некој според досегашното знаење за идолите јадат жртви идолски. Како такви јадат идолски жртви. Ако читате во оваа книга, Коринтјаните, ќе видите Павле има жестока расправија со своите верници, зашто купувале во месарата жртва, идолски жртви кои биле пренесувани на богот Зевс или на други богови, ама тоа била чиста храна, чисто месо според Библијата. Свинско месо никош не висело таму во тие касапници. Како некој што сака да кажат, поеве Павле рекол, шесто виси на касапница, купи така. Не, ово било чисто, што прежива и што има раздвоени копити. Но сега Павле вели, ајде го читам од почетокот, но во секого нема знаење, некој според сегашното знаење за идолите јадат жртви идолски како такви, а совеста нивна бидејќи немокна им се оскврнува. И така, грешејќи против браќата и ранувајќи нивната слаба совест, вие грешите против Христа. Имало верници, ќе видите сега сестрата у касапница, или мене ќе видите, или колегата проповедник, го гледате таму, купува у касапница. А знаете дека тоа месо е вратено од незнабожците кои ги жртвувале тие своји животи на своите богови. Тоа месо касапниците го купува чисто, се исправно и библиски и физички и го продават. И сега таму го гледам братот купува, вели тој купува идолска жртва. Павле вели, луѓе, не е тоа грев. Зашто ние не веруваме дека тие богови постои, дека тоа јадење го јадат тие. Меѓутоа тоа е бизнис, касапниците, односно луѓето го купуваат, го препродават и така натаму. Павле вели, некои ја рануваат нивната слаба совест и вие грешите против Христа. Значи, во времето на апостол Павле, во коринските цркви, имало такви кои не можеле да прифатат храна жртвувана на идоли, како обична нормална храна за јадење. Иако престанале да се поклонуваат на идоли. Поради навиките што ги имале во минатото, тие не можеле толку брзо и лесно да се прилагодат на новото верување. Совеста на таквите верници, Павле вели, не била доволно силна за да им овозможи да ги отврлат суеверијата и поранешното верување. И затоа, браќи и сестри, овде Павле сака да им каже на верниците, немој да се оптеретувате, немој вашата совест да биде оптеретена, зашто библиски е исправно пред Бога. Без разлика што сте купиле таква идолска жртва. Павле нарекува таквата совест слаба совест или чувствителна, или недоволно утврдена. Ако таквиот верник наsilно ја пресилува својата совест да направи нешто што неговиот ум се уште тоа не го прифатило, тоа е валка. Затоа не смеме ние да вршиме сила на совеста на човекот, на братот и на сестрата. Се до момент додека тој не свати. Значи, ние сме должни да го учиме братот, а не да го штрафиме. Мораш вака да веруваш или нема спасение за тебе. Полека, секој од нас, според совеста, во даден момент тоа ќе го свати, ќе го разбере. Ако некој друг ја пресилува или го пресилува својот брат да прави она што тој мисли дека е добро, тој ја ранува неговата слаба совест. И затоа Павле го кажува следново, Римјаните 14:23. Но кој јаде и покрај своите сомнежи,
се осудува себе си, бидејќи не постапува според своето цврсто убедување. И се што не се прави според цврсто убедување, греф е. Кога читав овој збор, кој знае по кој пат, можно ли да правиме греф, браќи и сестри, и во овој контекст? Забележите го. Значи, според зборовите на Павле, ако христијанинот не го прави оно што го прави поради своето лично убедување, туку затоа што јас сум го кажал, или ти, зашто си под влијание, зашто тој е под влијание твое или мое, туку напротив го прави подпирајќи се на тугата совест, тоаш неговото дело, што вели Павле? Е греф. Е греф. Значи, мора ние да дојдеме до своје убедување. Каква е корист ако одвоиме, ако одиме во црква или правиме нешто за Бога само затоа што некој друг ни кажал, а не затоа што мислиме дека е добро. Да, треба учители, Павле вели. Потребни се учители, потребни се овие, они и така натаму. Ама човекот мора да се издигне самиот тоа да го свати, самиот тоа да го разбере. Еве, например, жените тука, сестрите, а и мажите, не сме далеко и ние. Замислите, дали би се случило тоа, да купите нешто, да направите нешто само затоа што сестрата ти рекла. А би има таму добри чевли ефтини. Оди купи. И ти одиш купуваш. Било што. Дали тогаш, а не сте били сигурни во вашето купување, дали тогаш вашата совест ве гризе или ве оптеретува? И ова реченица ќе ја прочитаме. Христијанинот никош не сме доди против својата совест. Може би бара обука и образование, да та моја совест се издигне, да ми се расве. Еве, тука има учителки, наставници. Сите деца дали се исти? Не. На некој дете повеќе треба внимание, така, за да постигне до висината на другите деца. Тој те гледа еден пут, а еден не знае. А другото од ракав ти кажува. И затоа учителката ќе даде повеќе време да тоа дете порасне, да порасне на ниво на останатите деца. Тоа е единствениот добар начин. И на крајот одеме на четвртата точка. Чиста совест, Павле вели, а овој цитат е од Дела 23:1, но и во Тимотија слично пишува. Обратете внимание сега. Павле го впери својот поглед кон Синедрионот и рече: луѓе, браќа, видите како ги нарекува. А кој бил Синедрионот? Како општинско собрание, да кажем совет, кај што седат советници. Луѓе, браќа, донајден со најдобра чиста совест пред Бога живеев. Го обтужили, знаете Павле зашто го обтужили? Павле вели, јас со чиста совест живеев пред Бога. Му благодарам на Бога кому уште од прародителите му служам со чиста, мирна совест. Затоа што постојано те спомнувам во молитвите своји дење и ноќе. Еве чистата совест. Павле зборува за себе како човек кој верно му служил на Бога. Ете колку прародители му биле таа линија, таа лоза што ја следел. Павле вели, му служам со чиста совест. Што значи да се има чиста совест, браќи и сестри? Тоа значи дека нашиот однос со Бога е окей, во ред, и нашиот однос со нашите ближни е во ред. И ќе ја повторам ова реченица од почетокот, чистата совест е најдобрата перница. Значи, не се плашете дали ќе задзвони на врата или задзвонува и оди женови да не е инспекторот. Да не е полицаецот. Пример, сега така спомнува. Ако име деца големи, може би се немирни во градот, немој да направи децата нешто, па ајде, кој е тој? Може да погледнете секого во очи, затоа што знаете дека сте направиле правилно. Павле бил пред судија. Пред судија бил Павле. Но стоел вели со чиста совест. Знаел дека не направил ништо лошо, туку дека бил бил доведен поради завист и љубомора. Многу луѓе му завиделе на Павле. Му биле љубоморни. Затоа можел тивко да седи во судницата. И сега, значи Павле е пример за сите нас. Каква е нашата совест денеска? Ако е слаба, ако е недоволно утврдена, може да стане силна и изострена, браќи и сестри. Рековме, Библијата е Божја реч, која може да ја очисти нашата совест. И затоа, може би, не гледате добро.
Има сега на македонски цел нов завет. Ние пуштаме во утринската емисија делови. Цел нов завет го имате на литературен македонски јазик, зборува од Радио Скопје. Човек кој има и добар глас, мелодија. Цел нов завет може да го слушате. Значи, тоа треба да биде секојдневна наша храна. И затоа, нека Господ ни помогне да не живееме, ако има нешто, кај секого има нешто, некој терет дошол. Ајде преку Библијата. Господ Исус Христос ќе ни помогне да очисти таа наша совест. Еве, уште еден пример. Еден човек отишол, купил чевли. Знаете, порано чевларите продаваа, оние кои прават чевли. Нашол добар број, ги купил, но рекол, мајсторе, немам сега пари, чекај ме до први, кој ќе добијам пенсија. И тој го запишал, вред, нема проблем. Поминало денови, човекот поминал из улицата, кај што бил дуќанот. И видел некролог запишан, залепен на стаклото. Се приближил, мајсторот починал, а тој се уште не платил. И си заминал. Минувале денови, минувале седмици, дури месеци. Но неговата совест постојано го опоменувала, ќе кажем Јанко, нема еден овде Јанко. Јанче, чевлите не ти се платени. И затоа што направил човек? Не можел повеќе да издржи, изел парите, и стајал во еден плик, отишол ги дуќенот и ги пикнал под врата. И знаете што рекол? Еви ги твоите пари. За другите луѓе одамне си мртов, за мене се уште си жив. Добро е. Совеста го предупредила. Еве уште еден класичен пример. Човек одел на нива, имал еден добар, скап кожен шешир. Додека одел, дувнало ветар, шеширот му одлетал преку зид во една фарма. А таа фарма била со големи зидови и заклучена врата. Не можел да предпостави каде можел да биде шеширот. Ветерот, знаете, вртлок и годнел, тој не видел каде паднал шеширот. Од другата страна на зидот, господјата Макдоналдс го нашла шеширот и го прибрала. Го чувала 45 години. Шеширот го носеле разни членови на семејството, деца, правнуци и така натаму. Но таа немала мир. Се додека еден ден решила да отиде во новини, да даде оглас, со која го повикала собственикот да дојде и да си го земе шеширот. Цели 45 години таа го чувала, таа била оптеретена со совеста, кога ги гледала децата како го носат шеширот, како таа да имала 100 кила на својата глава. Може би, браќи и сестри, и кај нас има нешто што треба да се ослободиме. Има секако. Сите ние сме грешни, во грешна природа растеме. Но, еве, при крајот да кажеме да не живееме со таа оптеретена совест. Зошто таа оптеретена совест длабоко влие на нашиот однос со Бога. И затоа Павле вака вели, Евреите 9:13-14, зашто ако крвта на јунче, јарец и пепелта од јуница преку попраскување ги осветуваат оскврнетите за очистување на телото, тогаш колку ли повеќе крвта на Христа, кој преку Светиот Дух се принесе себе на Бога непорочен, ќе ја очисти совеста наша од мртви дела, за да му служиме на живиот Бог. Браќи и сестри, не постои грев кој Бог не може да го очисти. Еве тоа го кажува Павле. Не постои терет кој Бог не може да го тргне. Затоа Христос се даде себе си, непорочен Бог, кој ќе очисти нашата совест, вели Павле, од тие мртви дела. Тие не може да ги вратиме, тие се мртви. А кога е нешто мртво, тоа се фрла. Кога човек ќе умре, каде го носат?
Кажа пред некоја сабота. Пред 10 дена сестра погребавме 98 години од селото мое. 98 години. Не може да го чуваш дома мртвиот човек. Го носиш таму, како што вели Јов, како што велат и другите овие патриарси и пророци. Ајде да се ослободиме од тие мртви дела, за да му служиме на живиот, вистинскиот Бог, кој може да не растерети и нашата релација да биде чиста, хоризонтална и вертикална. Сите ние сме обременити. Ѓаволот е тој кој не обременува. И затоа, ајде на крајот уште ове реченици и ќе завршиме. Како да ја растеретиме нашата совест? Прво, исповедајте ги вашите греови пред Бога, нашите греови. Да не чекаме пред смртта. Сега се сетим на пример, ќе земам уште некоја минута, сум го кажал, но да се подсетим во контекст, кога еден пријател доаѓал редовно на нашите предавања и слушал дека пасторот ќе проповеда во другиот град, како сега Неготино, и тој отишел таму. И на крајот, знаете, се упатуваат пораки, кој сака да му служи на Бога, тој постојано кревал рака, ама му фалело, му недостасувало последниот чекор да влезе во базентот. Веќе годините поминале, постојано тој наоѓал, како да кажам, причини да каже следниот пат. Ај децата се мали, нека пораслат. Ај децата нека завршат школу, завршили. Ај деца нека се оженат. И постојано наоѓал такви. Имал 2 сина. Едниот бил многу добар, а другиот фатил лошо друштво, пијанство, коцка и така натаму. А неговите години веќе биле горе. Скоро пред смрт. Повторно слушнал порака дека ќе дојде проповедникот во другиот град. Му рекол: сине, ајде однеси ме, сакам да го слушнам, да слушнам Божјата порака. И синот рекол: добро, тато, ќе те однесам. После предавањето сакал разговор со проповедникот. Ги чувствувал последните денови или часови од животот. Проповедниче, сакам да дојдеш вечерва, да се помолиш и да се покајам целосно, да го предам својот живот на Господа. Добро, рекол проповедникот. Завршили предавањата, дошол касно кај него, останале 2 часа во разговор. Проповедникот ме рекол: пријателе, време сега тоа да го сториш. Немој да одложуваш за некој друго време. Да, по право си. Дојди утре, ќе ти кажам. Добро, се помолили и заменил проповедникот. Таа вечер била последната вечер на овој човек. Немал време да се предаде целосно, ги затворил очите и не ги отворил. Да не чекаме пред смртта. Средете го вашиот однос со вашите најблиски, со вашите дома, во црква, на работа. Трето, верувајте во Божите ветувања за чистење на совеста преку Христовата крв. И четврто, потоа следи го гласот на совеста, кој е во согласност со Божјата волја. Павле вели: зачувајте ја верата и добрата, мирната совест. Ја то заград ја го дофрлив, го допишав. Некој го отфрля ова и отпадна од верата. Гледате, може да отпаднем од верата. Љубов од чисто срце и добра, мирна совест и искрена вера. И ајде да заклучиме. Еве го запишав заклучокот. Мирна совест е најсигурниот доказ за вистинската вера. Таа е плод на покаяние, љубов и доверба во Божјата милост. Без неја човек може да има се, но ќе му недостига внатрешниот спокој. Затоа, браќи и сестри, да се молиме секој ден со зборовите на псалмиста Давид. Јас само препишав неколку зборчиња. Ве молам, прочитајте ја ова глава. Ставете си таму еден лист и дома да ја прочитаме, зашто нема време сега да ја читаме целата глава. Вака вели Давид: Господи, ти си ме испитал и ме знаеш. Ти знаеш кога седнувам и кога станувам. Ти оддалеку ги разбираш моите мисли. Патеката моја, јажето моје, ти си ги испитал. Сите патишта мои си ги предвидел. Уште зборови не ми дошле до јазикот мој, ти, Господи, веќе знаеш. Се што ми било и се што ќе биде. Зашто ти си ме создал и си ја положил раката своја за мене. Нека Господ ни подари, браќи и сестри, чиста совест, чиста тивка и осветлена од неговата реч, од неговата љубов.
Само тогаш ќе можеме да живееме во вистински мир со себе и со блиските. И на крајот сосема најдобриот текст од гората на блаженствата, од Исусовата проповед. Блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат Божји деца. Чистата совест е повредна од златото. Да му дозволиме на Христа, браќи и сестри, да ја исчисте денеска, не утре, вечерва не. Сега, Боже, отварам го моето срце, влези и направи чистка. Нека му е слава на Бога за ова вистина. Амин.